А сега дојде еден момент во кој, како веќе да не е потребно ни знаење, ни, како да кажем, ни совет, ни стручен совет од интелигенција. Јас некако не го мерам времето во години, го мерам времето во песни. Правиш чуда некога за да стигнеш до пари. Тешко е, ама не велам само за радијата. Кај нас во Македонија е тежок секој бизнис. Луѓето ќе одат таму каде што им се обезбедува подобро работно место, каде што повеќе ќе ги платат, каде што нивното семејство или нивните блиски ќе имаат поголеми шанси за напредок во повеќе аспекти. Ја молам Бога да дојде денот кога ние ќе се споиме бар малку со Европска унија, да почнеме било што натаму. Во психологијата на оние кои сакат да владеат е всадено чувството на нарцизам. Гледате Трилинг. Честит 1 мај за оние што ги создаваат и ги менуваат критериумите за тоа што е труд, како се создава вредност, кои се новите производни сили. Ми се чини дека штрајкувањето и скарите одамна не се мерило за трудот како вредност. Има и луѓе и креатори кои со пишаниот збор се работници со својот труд. Овој пат писателите. Венко Андоновски, еден од најпознатите и најчитани автори од средната писателска генерација. Со праизведбата на неговиот драмски текст "Мачки на глава" се одбележа 8 децении драмски театар. Професорот и академик Венко Андоновски во интервју за Трилинг подсетува и за Горан Стефановски и неговото диво месо. Војните се враќаат, а тие секогаш се знак за шизофренија. Мислам дека не сме мрнале ние многу чекор напред во однос на диво месо и она за што говори диво месо, особено на планот на растурање на семејството. Знаете, се смееме понекогаш со колегите од историја на факултетот, тие велат во Турско имало најголем данок 10-ток, а сега персоналниот данок ви е многу повеќе од 10-ток, нели? Да не говориме за другите даноци што ги плаќаме. Но имало и данок во крв, велат, нели? Јас се прашувам, зар не е данок во крв растурањето на семејствата, селење на младите луѓе од Македонија и така натаму. Така што, колку и да звучи песимистички, тоа е реално. Понекогаш реализмот се израмнува со песимизам и мислам дека тоа диво месо на Горан Стефановски, кој јас се обидов да го рециклирам, да го преместам низ времето и се прашав како денес би изгледало кога тој текст би се пишувал. Мислам дека тоа диво месо уште ни стои и дека не ни е решено. Зошто не сме мрднати од статус-кво позицијата? Па јасно е зошто, затоа што во оваа земја идеологијата излезе вон времето. Значи, од секогаш државите ги воделе политичари, идеолози, лидери, но од секогаш имале и умни луѓе крај себе. Сега тоа некако како да се, како да кажем, како да се отцепи политиката од државата, како да си стара некое самостојно предпријатие за фабрикација на политички вредности, главно се повторуваат празни фрази и егиди, но никој не покажува реален интерес да се промени стварност. Тоа си стана едноставно како што на времето символизмот беше само целна уметност, не заинтересирана за стварноста, така сега и идеологијата се занимава, да не речем политиката, нели? Зошто е истисната таа интелектуална мисла, научна мисла? Па затоа што е критичка. Знаете, во психологијата на оние кои сакат да владеат е всадено чувството на нарцизам. И тоа не говорам јас само за сега, од секогаш било така. Меѓутоа постоеле механизми кои тој нарцизам го ставале во некои нормални рамки. Не постои владател кој не сакал да биде фален и да се прави некаква имагологија од неговата појава и од неговата фигура, меѓутоа секогаш имало и спротивни мислења, имало и критичка интелигенција, имало и дисиденти, а сега дојде еден момент во кој
како веќе да не е потребно ни знаење, ни, како да кажем, ни совет, ни стручен совет од интелигенција. Нема потреба, се е политички диригирано од врвот и ние знаеме дека тоа доаѓа и од геополитичката ситуација. Целото интервју со писателот, драмскиот текстописец, романсер, университетски професор Венко Андоновски ќе имате можност да го следите во следното издание на ТВ магазинот Трилинг. Писателите се ехо на минатото, глас на денешницата, слики за иднината. Заврши сајмот на книгата. Изборот на најплоден писател е избрана токму Оливера Ќорвезировска со својот последен роман Тримари. Токму писателката Ќорвезировска неодамна беше гостинка во ТВ магазинот Трилинг. Еве сегмент од тоа интервју. Оно што е важно во нашата културна средина е што наградите што ги добиваме дека придонесуваат за видливоста. И во тоа смисла сметам дека со поголем акцент ставање на објективноста, на доследноста на вербата во наградите, можеме да направиме придвижување квалитетните книги и да се читаат. Не зборувам само од аспект на човек што ја добил роман на годината. Овој роман доби 2 претходни награди пред роман на годината и овој роман доживеа своје Тримари, доживеа свое второ издание, веднаш после Рациновото признание кога го доби. Рацинова, а потоа и Стале Попов. За истиот роман. За истиот роман, значи романот Тримари доби 3 награди, тоа се 3 награди годишни, што воопшто може да се добијат во Македонија. Јас сум горда на тоа, но сакав да кажам во контекст на вашето прашање околу тиражи. Тримари е таков каков што е кога сум го напишала. Мислам, без наградите немаше да доживее ни второ издание, ниту да стекне ваква широка не популарност, туку видливост би рекла. Значи наградите се тој фактор што ги придвижуваат нештата. Погледнав едно интервју на вашиот колега, почитуваниот и професор Венко Андоновски, меѓу другото тој вели: најпродавана книга во моментов може да биде она која е најглупавата книга, затоа што 90% од човештвото е заглупавено од политики и војни. На Венко нема што да му се проговори, да му се приговори, тоа е всушност диагноза во центар. Јас не би била толку строга како почитуваниот Венко Андоновски, ако наполно се согласувам со ова што го цитиравте. Сегам да кажам дека тиражите кај нас во Македонија се нешто што е многу комплексно. Не можеме да кажеме дека најдобрите книги се тие што најмногу се читаат и што имаат најголеми тиражи. Господја Ќорвезировска, дали денеска недостасува критичката мисла, она мисла која бара напор, посветеност, ослободена од целта да слугува или да некому да служи? Па, стана практика, како флоскула некоја стана, дека немаме книжевна критика, затоа имаме толку врева во книжевност. Ова не е далеку од вистината, бидејќи со згаснувањето на печатените весници и форматот на новинските рецензии како редовни, се наруши ритамот на брзата критичка реакција. Постои книжевна критика, се разбира, меѓутоа таа стана академска, поретка, излегува во специализирани списанија и навидум ни се чини дека не постои. Всушност тоа што не постои е брзата новинска критика. А брзата новинска критика ја нема, бидејќи едноставно во весниците веќе нема такви рубрики. На порталите и на приватните профили на социјални мрежи се појавува нешто што прилега на критика, но тоа некогаш е добро, а многу почесто е лошо, бидејќи секој веќе стана критичар за се, бидејќи полето за представување на сопствено мислење, колку е добро што е широко, толку е и ризично. Хиперинтелигентен, паметен е, сака истражува, љубопитен е. Секогаш сум го охрабрувал тоа да биде што пољубопитен, зашто така ќе научи. Знаеш како викам, јас скоро бев на едно место и разговаравме и викам, син ми најголемиот е 26 години. Значи јас 26 години не сум имал тврд сон. И ја не знам родител што откако ќе му се роди дете, после тоа може да има тврд сон. Тоа е уствари концерт на публиката за сите овие 30 години. Оние кои што не прателе до сега, мислам дека вечерта заслужуваат да поминат убаво и веројатно тоа си го доживуваат како публика, дека како свој концерт. Како свој концерт.
Во ово издание на Трилинг за работниците кои со својот ангажман, живот и мисла оставаат траги врз цели генерации. Двајца автори споени со интересен наслов на песна Дента кога наполнив 45. Дента кога наполнив 45, беше жешко како во пекол. Се прашав Што ли направив и дали е во ред? Гости во ово издание на Трилинг, Брейк и Пере. Нокаут. Дента кога наполнив 45. Тоа ви е асоциација, се подсетувате на минатото, на лудите млади години или ја навестувате днината? Па некако и двете работи би ги се опфаќаат, да. Значи и днината и она што сме го поминале, односно тоа е текст кој што го, да кажеме, го проаѓа човекот за 45 години, оној период кој што, да кажеме, поминува низ сите проблематики можни И созрева. во животот. И созрева. Да, на некој начин. Брейк, И некаква одскочна даска за понатаму све што ќе се случува. Брейк 1 мај, на што те асоцира? Денот на сите работници од сите сфери Бизнисмен, на планетава. важи за бизнисмен, собственик на 3 радија, пејач, каде најмногу се пронаоѓаш? Делумно градежништво исто. Каде ме носи срцето Дента? Каде ме носи срцето? Плановите ми се секогаш темелни, плановите се издржани, се разбира во секој бизнис мора да бидат. Музиката ми е голем дел од мојот живот, затоа и бизнисите делумно ми се комплементарни на таа музика со која се бавам. Ама сакам и авантури некакви, затоа што ако човек почувствува дека е способен и може, има енергија, има добрата екипа, јас секогаш кажувам, се гордеам со мојата екипа која стои позади мене за сите мои луди идеи. Дали песната за тебе е издувен вентил, а бизнисот всушност е она што... Не се сети. Бизнисот е нешто што morаме го работиме. Мора да се живее, сакам да живеам убаво и ако сака човек да живее убаво, мора да работи на повеќе полиња. Барем кај нас така и да не речеме светот. Создавам, творам на повеќе места и од повеќе места помалку задоволува сите критериуми можни. Музиката ми е опуштање големо. Музиката ми е еден Баш вентил. кај него е таа Да. big picture, големата слика е кај него целосна и некако се, ако се запрашаме дали има некаков судир на интереси, мислам дека Па и да има. мислам Па и дека да има. Мислам Зашто дека да нема, баш Знаеш, кога работиш музика, некојаш ми кажуваат, абе добро, имаш лесно, и тебе слушавме хит на твоите радија. Добро, и на Антена, на конкурентите мои беше хит. И ако направиш добар материјал, ќе го слушаат секаде, дали се мој радија, дали се туѓи радија. Се сеќавам еднаш еден од собствениците на Антена, бевме на некоја заедничка дебата со сите медиуми и вика, вака седно карши мене, вика, Брейк ме, например, радиски опонент. Ама неколку песни негови биле хит кај нас. Затоа што вика, јас не можам, вика, ако да го игнорирам фактот дека е добра песната и бара аудиториумот, да не ја пуштим од било какви причини. Пере, 3 децени нокаут на македонската музичка сцена. Подеми и падови. Што најмногу во изминативе 30 години ти оставило впечаток? Неколку пати го смени составот, го нема, например, Франц, за жал, Ацо Конга го нема. Токму така, види, 30 години како 30 минути. Морам така ти кажам, како на сон помина. Така што јас некако не го мерам времето во години, го мерам времето во песни, кои што нормално допринесуваат во самото општество, нели, да ги спои луѓето, да им влезе песната во срцето, во чувствата кај луѓето. Така што секој човек тоа го доживува, па посебно за 30 години, да кажеме, кариера. Али континуитетот е добар. Да, нормални се тие работи, меѓутоа да бидеме континуирани
е некако тешка задача за нас уметниците, посебно во една ваква мала држава кај што, да кажеме, е многу мал пазарот. Меѓутоа, ете, се бориме храбро. Пере, првиот контакт со музиката си го имал на 2 години. На 9 години твојот татко ти купил пијано. Па не, на 2 години ми купил пијано. Пијано? Нешто подоцна. Иако си преферирал пред се си имал афинитети кон спортот, фудбалот, кошарката. Паралелно некако тие две работи ги водев, да кажеме, во тие, да кажеме, помлади години, до 25, инаку кошарка професионално тренирав до свој 16-17 години. И, значи, за работнички, малку за МЗТ, после тоа, инаку паралелно идев и во нижо музичко училиште, па средно музичко училиште, после тоа и факултети и така натака и така натака. Сега предавам исто музичка продукција на Универзитетот Европа Прима во Скопје. Поздрав до сите мои студенти, до сите оние кои што и професори, мои соработници. Брик, една од милион песна полна со емоции, страст, еротски набој, дури имавме можност Каде еротскиот набој? Во спотот. Преферираш, гледам и многу често еден период ти да бидеш и инфлуенсер? Па не би рекол. Не инфлуенсер, ама да одлучив на сугестија на режисерот Огнен Шапковски, фантастичен дечко, супер се знае. На негова сугестија одлучив малку похрабар да биде овој спот. Обично старите мои спотови многу често и многу кратко, многу малку се појавував. Сега викам, окей, луѓе ми викаат дали е ова резултат на midlife crisis. И викам, ако на 50 години за кратко ќе станам 50 годишен, викам, ако е midlife crisis, тогаш стварно песната дај ми 100 ми дадат 100, ако сум на пола живот. И зборуваат дека и некој, викам, да, и да е, ова е начинот на кој ја си ги лечам моите midlife crisis. Што има лошо во тоа? Со музика, со убави ликови, со убави луѓе околу, со убави бои во спотовите. Мислам, не е тоа само љубовен пар, јас со друго девојче, туку целата продукција е, целото светло, целата боја на спотот е фантастична. Како на една во милион, така и на дента кога наполни 45. Така да. Пере, како ти го доживуваш податокот што веќе половина сала, односно половина од влезниците за концертот се распродадени? Дали е тоа носталгија? Па видете, тој не е само наш концерт на нокаут, тоа е уствари концерт на публиката за сите овие 30 години. Оние кои што не прателе до сега, мислам дека вечерта заслужуваат да поминат убаво и веројатно тоа си го доживуваат како публика, дека како свој концерт. Како свој концерт. И треба да дојдат, меѓутоа не по секоја цена се разбира. Оние кои што не сакаат, оние кои што не пратат сите овие години, мислам дека ќе си поминеме заеднички одлично таа вечер. И само помисли на тоа што се можеме. Може би е доцна, а може не. Дали крајот вака мириса, ние двајцата сме за, без трага. Дали денеска понекогаш ти доаѓа да кажеш се нека оди во бестрага? На сите нас не доаѓа на дневна база. Тоа верувам и кога би те прашала, јас тебе обратно ти ви кажал, да, денес 4 пати сте кажав, све во бестрага да оди. Види, ми се свиѓа што умот на Игор Џамбазов се преточи во песната на Пере и излезе еден страшно добар материјал и јас сум дел од тој материјал, од таа песна. Таа е безвременска. Дури сега скоро бев на една имаше еден ивент каде што Тарабунов, супер ликче, доаѓа вика сега ќе испееме заедно безвременската во Бестрага на брег. И стварно ме радува. Убаво е да оставиш добар материјал позади себе. Да те памтат по убаво,
Знаеш како викам ја секогаш, по 100 години нас ке нема, песните ќе останат, спотовите ќе останат. Тој видеозапис, видеоматеријал. Затоа треба да се трудиме што поубав, подобар да биде и некои правнуци мои ќе седнат ке кажат его дедо ми. За 20-та прашање, кои ви се најтешките удари кои што сте ги доживеале во животот? И на приватен и на професионален план. Сум доживеал многу нокаути. Да кажеме во животот. Најтешкиот нокаут, па види, тоа се и емотивни моменти во животот, кај што нели се одјавуваат, на близок. се одјавуваат од животов. Да кажеме, ете на мајка ми, одјавата на мајка ми од овој живот. Не знам, може би имало, сигурно има и нож во грб, знаеш, тие моменти не ги доживувам. Ја, пошто сум уметник и многу ги примам работите при срце, при душа, емотивно. Да. Така што, како и да е, значи сме поминали и добро и лошо за овие 30 години нокаут кариера и мислам дека јачината кај човекот е да остане присебен, да бидеш свој, да ги издржиш сите удари, да ги издржиш сите удари, апсолутно. И покрај секој нокаут повторно да станеш и повторно да влезеш во рингот. Смртта е најтешкото нешто што човек може да го доживе, бидејќи нема назад од тоа, смртта на близок. Знаеш како се радувам секој ден на здравието, на среќата на моите деца, на моето семејство, на моите блиски, на пријатели, па дури луѓе што не ме сакаат, толку им посакувам добро. Им посакувам здравие да имаат. Секој има право на свое мислење, имаат, како ги викаат поново, хейтери. Супер се и тие хейтери, нека се живи и здрави. Така ќе знаеме балансот, позитивен, негативен. Па и не е баш нормално да те сака секој. Се разбира. Но смртта мене, како што кажа Пере на татко ми, многу ме измести од колосек. Тој ми беше човек пример. Прочитав едно интервју дека во одреден период си посетувал и психијатар. Дали тоа едно од причините било разводот од првиот? Не беше толку разводот колку што беше посакував менталното здравје на син ми, кој тогаш беше 8-9 години, да не биде многу тектонски пореметен од сето од таа наша разделба со мајка му. Така да ми се чини дека права одлука донесов тогаш. Работев сериозно со психијатар, дури него му беше представено као да е другарка моја, да кажеме, и си правиме муабет, за да може да направи на маса неофицијален скен, за да го пратам целото тоа растење негово и до одредени години, дури после он сам свати, тато ова, зашо вика зборите за други теми, да викам злато е убаво е, и он ден не посетува за било каков проблем доди. Си има психијатар. Си посетувам психијатар, сосема нормална работа. Дали може да кажам дека за 20-та дека важите за семејство на многодетно семејство? И ти Пере, посебно, со 4 керки. Многодетно најсреќно со 4 керки. Јас слободно, да. 4 керки, прекрасни деца, значи Како се справуваш со 4 дами? Не, тоа е тоа што ме прави среќен мене во животот, во суштина. Тоа не исполнува. Кога ќе размислиш, значи здравјето, сите оние околу мене што ги сакам да се добро, да се супер, се справувам одлично, некогаш и напорно се разбирам, меѓутоа е Разговор, многу разговор. Да. Брејк, двете деца ти се во Скопје, третото е во Лондон. Сега е во моментов во Лондон, да, студира таму втор факултет запиша. Откако тука заврши на Финки? На Финки заврши со добар просек, со супер просек. Хиперинтелигентен, паметен е, сака, истражува, љубопитен е. Секогаш сум го охрабрувал тоа да биде што пољубопитен, зашто така ќе научи. Знаеш како викам, јас скоро бев на едно место и разговаравме и викам, син ми најголемиот е 26 години. Значи јас 26 години не сум имал тврд сон. Ја не знам родител што откако ќе му се роди дете, после тоа може да има тврд сон. Секогаш го мислиш, секогаш размислуваш, секогаш некаде позади во главата ти се децата. Да се добри, дали едниот излезен, дали другиот има љубовна мака, дали третото се искарало со некој другарче, па тоа емотивно го повредило. Разговор, само разговор. Како ги воспитувате, ги учите вашите деца? Преку книгата,
преку книгата, со дружбата, со разговор, како што вика Брейк, мора да се разговара на секоја тема. Мој весе веќе, како што каже, он има 26 години, синов, мојата е 28, најстарата, втората е 19, они се веќе првата дипломираше, втората веќе средно завршува оваа година. И воспитувањето е дел од животот. Значи, јас додека сум жив ќе ги воспитувам своите деца. Никола Перевски Пере и Дарко Гелев Брейк гости во Трилинг. Како оценувате денеска музичката сцена? Брейк повели прво. Плодна. Сериозно плодна. Што мене искрено ме радува, иако немам јас директен импакт во сето тоа. Знаеш, не сум композитор, не творам. Знам од време на време си напишам некои текстови убави, па да излезат тие да... Дури еден направивме јас, Пере и Игор Џамбазов заедно. Еден текст тоа не е типично. Плодна. И тоа е супер. Жално е што пазарот е тој што е, многу мал. Бариерата јазична ни е таа која ни е. Посебно ме радува кога има исклучок некакви проекти, како ми се чини дека Тони Зен имаше со бугарска некоја продукција, хип-хопери, со не знам како се вика, и успева и тоа, затоа што близината на јазикот некаде компатабилна со бугарскиот, па некаде толку не со српскиот, ама секоја соработка наш артист со некој од околината од Балканот што ја прави, што имат сличности во јазиците, што можеме се разбереме, е за поздравување. Пере, се живее од компонирање и од пеење? Доколку сакаш тоа да го правиш вистински, се живее. Апсолутно дека се живее. Значи, не можам да го дефинирам дефинитивно како некаков бизнис, дека се знае бизнис што е. Значи, или продаваме струја, или градиме згради. Не бе, зашто и тој музичкиот бизнис може сериозен да биде тоа. Се разбира, меѓутоа зборам од авторство, зборам од мал пазар. Мал пазар е тоа, што е многу мал пазар. Веќе го спомна тоа, така што мислам дека континуитетот е во прашање. Значи, доколку човек е континуиран во тоа што сака да го работи, во тоа што се труди секојдневно, може и да заработи. И јас морам да кажам малце аутсайдерски. Посебно ме радува што цените на македонските автори, на изведувачите се веќе поприлично рипнати. Значи, интересно е со секој ангажман, поприлично може да се вреднува трудот? Се вреднува трудот. Последниве, да кажеме, не знам, 6, 7, 8 години, што стварно ме радува. Дури некогаш, ја кога сум најмувал, знаеш, ке ми каже, и ценава, бе, толку вика земаме. Океј, ќе платиш, води. Значи, навистина не работам, јас не се занимавам со друга работа, јас се занимавам стрикно само со музика, значи со авторство и со изведувачки права, значи изведувач сум. Така што, земајќи во предвид тоа дека имам и 4 деца и семејство и можам да си дозволам и, да кажеме, и да отидам и на одмор, и да одморам малку, значи... Веќе се сменети работите, на позитивно се тоа значи дека може да се живее. Со Нокаут има 4 студиски и 2 албуми во живо, но тоа е само дел од богатиот музички опус на Перевски. Доволно е да се спомене дека сте автор на 100 песни, од кои најголем дел може да се наречат антологиски. Па драго ми е. Ова заслужува и аплауз, ова заслужува и аплауз. Драго ми е доколку сметате дека е тоа така. Нормално се должи на многу труд, на многу работа, многу соработки со други изведувачи од естрадата, од нашава сцена. Така што, навистина, значи тука и сум работел и за Тоше Проевски, за Каролина Гочева, за Брейк, за Тијана Дапчевич, значи за многу изведувачи, посебно Нокаут, тука секогаш го ставам, се разбира, исто во прв план. Не сум застанал со тоа, така што... Брейк, собственик на 3 радиостаници. Колку денеска медиумите... Главен кормилар. Првниот собственик е главен кормилар. Секој од тие радиа си имаат фантастични тимови, има луѓе од која буквално зависам
затоа што бизнисот без нив нема да биде таков каков што е, фала му на Бога е добар. И прашањето ако ти беше колку денес се радијата се монетизираат, сега ќе ти кажам што е интересно. Со од широки раце ги пречекавме новите медиуми, новите платформи, што се окей, се прогрес некаков. Се прилагодивте Како не? на новите трендови? Како не, ние од ден број еден, самите медиуми си имаат своји платформи, си имаат социјални мрежи своји, значи се дел од целата таа приказна. Ми се допаѓа што пред многу години бев гостин на Радио Франс Интернационал. Имавме некоја заедничка соработка со Сити Радио тогашно. И они викаат, дури и таму вика, радиото нема да умре, вика, радиото нема некаков вкус, некаков прогрес, ама е делумно ти одзема концентрација, значи ти можеш да возиш и си го слушаш. Во мали просториички, мајсторчиња кај што работат, администрација кај што работи, банка, кај што им треба фул концентрација, во позадина си работи радиото. Колку медиумите се финансиски одржливи долгорочно, ако се остави исклучиво на маркетиншкиот колач? Тешко е. Ние многу често јас ме зезаат, мене ми викаат господарот на компензациите, знаеш, правиш чуда некогаш за да стигнеш до пари. Значи, за да стигнеш до финансиите, 8 круга ќе завртиш, за да дојдат парите таму, за да можеш да ги поделиш на вработени, за да можеш да оствариш некаков профит. Тешко е, ама не велам само за радијата. Кај нас во Македонија е тежок секој бизнис. Затоа што, пак се враќаме истото, мал пазар, недоволно моќен. Ја молам Бога да дојде денот кога ние ќе се споиме бар малку со Европска унија, да почнеме било што натаму. Автоматски пазарот сериозно се зголемува, автоматски куповната моќ, значи кога ќе влезат средства сега, ако ние од буџетот трошиме пари за патишта, за улици, за дупки, поправки, тогаш големите батковци од Европа ќе ни помогнат за истите тие пари од буџет да не ги трошиме за тоа, туку за малку по-креативни работи, малку по да го подобриме животот на граѓаните. Сега куповната моќ многу мала, наша. Пере, одржавте и концерти во Хераклеја. Речи си, сите концерти на Нокаут биле во преполна сала. Да, или место било. Значи, или преполно место, значи, во однос на тоа кај настапуваме, затоа што навистина не знам простор, може би еве во Стоби не сме настапиле, ама Антички театар Охрид, да кажеме Хераклеја, знаеш, на такви некои места кога ќе направи човек концерт. Вие на Саем немавте едно време своевремено да 2011 беше на Саем. Дали е точно дека еден период? Сакам да кажам и на такви места кога ќе видиш на отворено, кога ќе го видиш, тоа импозантно, значи изгледа тоа од самата сцена. Пере, во еден период живееше, мислам, и во Барселона. Да. Не се пронајде таму, па се врати таму? 4 години. Не, таму студирав, таму завршив на реномираната Саја Академија, тоа е еден австралиски бренд, завршив електронска музика и музичка продукција воедно. И од кога ги заврши студиите, тогаш и тој период баш ме фати короната и затоа се затвараа вратите се затвараше се во Барселона, така што се насетуваше тоа и подобро ама да дома си е дома. Кај децава тука и фамилијата и така што после излезе и друго дете и така и животот си тера понатаму. На 9 мај. Ама и додека бев во Барселона, сакам да кажам, Нокаут не сум го оставил никогаш, да кажеме, на цедило. Секогаш сум зимал авион, сум настапувал и сум се враќал во Барселона назад и за тоа сега сега ова поубаво ќе беше да бевме дел од многу голем пазар и да викаше со мојот авион отидов, настапував и се вратив, ама што е? На крајот на 9 мај, со која песна ќе го отворите концертот? Тоа нека каже главниот маестро. Тоа не или ќе изненади. Да, и сакал да биде изненадување за публиката и за сите оние кои што ќе не посетат таа вечер. Благодарам за издвоеното време и за гостувањето на овој празничен ден. Ти благодариме на поканата. Едните отпишале, па ти се подпишале. Другите поништиле, па после те уништиле. Трети ти верувале, па после претерувале.
секоја влада сака да има влијание врз високото образование, независно од кои причини и од кои побуди. И тука навистина е интересен тој сооднос меѓу оние што владеат, политиките, ресурсите што се одвојат за тоа и резултатот што се прави. Може да се влијае и позитивно, може да се стимулираат некои процеси, но мора да јакне и оној така наречен приватен или реален сектор. Не може владата и општеството и она што е државен капитал да ги води 90% од сите процеси во државата. Килаво образование, неписмена младина. Ова накратко може да биде најавата за вечерашниот соговорник, професор доктор Петар Атанасов. Добре дојдовте во емисијата. Добро ве најдов. Има алармантни податоци дека расте неписменоста кај младите. Се чини дека по секоја година, секој истражување покажува алармантни податоци. На што се должи ваквиот негативен тренд? Просечниот производ или она што излегува како резултат од повеќе нивоа, особено во пониските нивоа, се должи на еден подолг негативен тренд кој трае подолго време. Анализите се многобројни, но отприлика знаеме што се случува. Ова истражување што ние го направивме, а веќе во јавноста е промовирано, зборува за уште едно ниво на можеби алармираност за квалитетот на основното образование, а тоа е што во основното образование според сите стандарди не треба да има толку големи нивоа и разлики помеѓу училиштата, општините, каде одите на училиште, во кој град учите. Но ова истражување покажа две негативни страни на основното образование, особено она што го испитувавме во 4-то и во 8-то оделение. А тоа е дека постојат големи разлики во резултатот што го прават учениците, дури и во урбаните средини. И особено што оној податок што излезе од ова истражување, барем ние што го направивме минатата година, постои голема разлика во квалитетот меѓу учениците од 4-то и од 8-то оделение. Тоа значи дека кога овие ученици од 4-то оделение ќе стигнат во 8-то оделение, ќе бидат уште послаби од оние ученици што се денес 8-то оделение. Значи тој надолен тренд, тој гап или тој јас и понатаму ќе се продлабочува, ова го покаже и ова истражување, но и сите други истражувања мислам дека не бегаат од таа тема, особено овие порелевантните меѓународните тестирања кои се прецизни, кои точно одредуваат дека ние имаме слаб систем на образование кој прави просечен производ и онаа реченица што остана од пред неколку години од анализите на ОЕЦД после една PISA тестирање, дека во голем број или во голем процент нашите ученици се функционално неписмени. Зошто ја губиме битката со квалитетното образование? Ако зборуваме за ова ниво на образование, после 2-3 месеци анализа на ова што го добивме голем број на тестови, 1288 примерок на ученици од 4-то, 8-то и 8-то оделение. Мојот длабоко убедување, гледајќи ги многу пати овие бројки, споредувајќи, дека квалитетот на образование, квалитетот на образованието, барем во основното училиште, или одговорноста за паѓање на квалитетот во основното училиште се наоѓа во училиштето. Во таа микросредина, во тој микроконтекст. Зашто ова го тврдам? До наставниците, до училиштето. Имаме од десетина училишта кои ни беа примерок во истражувањето, богам едно училиште добро помина. Не најдобро, не највисоки резултати, се уште тоа генерално е просечно све, но од десетина училишта, едно училиште во една скопска урбана општина направи добар резултат. Што значи? Дека во тоа училиште некој добро си ја работи својата работа. Напротив, во некои училишта од истата или од друга општина, што ни беа примерок во истражувањето, покажуваат дека во тие училишта, во тие микросредини, во тој микроконтекст, некој не си работи добро својата работа. Професор... Тоа е значи сложено прашање, сложен процес, каде што некаде може да се постигне квалитет или некој се труди, напротив, веројатно во многу училишта тој квалитет не се достигнува. Податоците на Државниот завод за статистика во однос на намалувањето на бројот на основци во училиштата во земјава
бележи во континуитет пат. Се помалку се запишуваат основци, а дали тоа аналогно говори дека и квалитетот опаѓа? Па секоја генерација си носи своји плусови или минуси. Се случуваат два процеса. Првиот процес е на некоја, не знам, општествена селекција каде што имаме иселување, brain drain и така натаму, но втората е дека колку што ви опаѓа процесот генерално и просекот на резултатите во образованието, секоја народна генерација е се послаба и послаба. Особено таму каде што не се работи доволно. Тоа е нешто што не може на краток рок да се превенира или да се спречи. Кога денес би започнале многу од училиштата да си работат својата работа, ние барем после еден циклус ќе може да кажеме дека нешто е мрднато, нешто подобро се случува. А доколку остане истото, не е добро. Во разговор, ние скоро месец дена бевме на терен, јас и мојот тим, и разговаравме со многу наставници. Она што е перцепција на наставниците, нормално и тие се дел од тој наставен процес, дека се послаба е мотивацијата кај децата. Дека се помалку се вложува во домашните задачи или се помалку децата се трудат да достигнат некаков квалитет. Но тука веројатно како предпоставка треба да ги земе и општествените фактори, не само овие микроцелини, но постојат училишта, постојат наставници што веројатно знаат што треба да се прави, но општествениот контекст ја изгуби таа мотивација за образование. Веројатно некои други негативни процеси владеат, каде што интересот за образование или за квалитетно образование опаѓа и тоа ни се одразува врз сите сегменти. Професоре, дали политиката ја крои судбината на младите? Па право пропорционално по некоја логика во одреден степен да. Но има и многу други прашања кои треба да ги одговориме зашто е тоа така. Веројатно институциите треба да ги поттигнат младите. Во еден период јас во мојата кариера се најдов во собрание каде се формираат тие клубови на млади пратеници кои ветуваа или можеа да ги отворат тие процеси. Ако се однесува за секторот вработување, веројатно да, се помалку има шанса некој млад човек со добро образование да најде добро работно место и позитивно да ја започне својата кариера. Во таа смисла младите повеќе размислуваат за кариера надвор него овде, особено оние што се поквалитетни. Сега ако ги споредиме тие законски решенија со ова практично што се случува или од она што го имаме во општеството, веројатно во тие паралели некаде и ќе најдеме зошто младите не постигнуваат добар резултат. Но, велам но, секогаш додавам дека денес младите имаат можеби многу поголема шанса, можеби многу поголеми услови и начини да напредуваат, да учат. Ние сме учеле некои од нашите генерации каде што постоја само некои книги кои беа по 5 пати прочитани. Денес они имаат пристап до сите знаења на светот. Како тоа да го реализираат? Кој треба таа мотивација да им ја поттикне и зошто они не прават многу повеќе за да си ја најдат и својата кариера, и својата судбина и да направат нешто од својот живот, да бидат едноставно задоволни граѓани кои си ја работат својата работа. Можеби ни треба уште простор и време да достигнеме некои работи во тој аспект, но не можеме да обминеме само политиката, особено ако кажеме еден апсурден податок дека политичките партии се расадник на млади луѓе кои ги продолжуваат идеологиите и начинот на владење на нивните постари колеги во нивните политички партии. Тоа е еден процес кој навистина е апсурден, но политичките партии се преполни со млади луѓе. Можете да прашате и некој од нив зошто тоа младите немаат или не добиваат доволно од државата и општеството. Високото образование од секогаш имало клучна улога во општествениот и економскиот развој на земјата. Ако се вратиме наназад, дали ќе дојдеме до заклучокот дека ние немаме светла иднина во овој дел, немаме генерација која може да не поведе како држава. Имајќи во предвид исто така и дека имаме перманентно и тренд на иселување, особено кај младите. Вие споменавте околу brain drain, но генерално младите најчесто перспективата ја бараат надвор. Секоја политика во современите држави, секоја влада сака да има влијание врз високото образование, независно од кои причини и од кои побуди. И тука навистина е интересен тој сооднос меѓу оние што владеат, политиките,
ресурсите што се одвојат за тоа и резултатот што се прави. Може да се влијае и позитивно, може да се стимулираат некои процеси, но мора да јакне и оној така наречен приватен или реален сектор. Не може владата и општеството и она што е државен капитал да ги води 90% од сите процеси во државата. Се разбира, тука мислам и на бизнисот со кој има одреден сооднос политиката и приватниот бизнис. Тука и високото образование, но може да биде во одредени периоди, имаме примери каде што образованието повлекло нанапред. Особено во оние држави, може да ви посочам неколку примери, на неколку држави од источниот блок, кои за кратко време, од 10-20 години транзиција, успеа да го подобрат образованието, да вложат во истражување и развој, но и да направат добра економска платформа за да го подобрат живеењето. Па видете една Чешка што направи, видете една Полска. Словенија, да не ја спомнувам, тоа ни е најсвеж пример. Значи има многу сегменти каде што може високото образование, особено истражувањето и развојот, но и севкупно економскиот напредок може да влие и врз подобри стартни позиции и на бизнисот, и на образованието, и на науката, но тоа е веќе малце посложено и ни треба повеќе време. Пред неколку години се фалевме дека имаме ефтина работна сила, па така ги привлекувавме и странските инвестиции. За денес да се доведеме дека на пазарот на труд ни недостига квалификуван кадар. Што правиме? Дали ние всушност создаваме млади професионалци за надвор, а при тоа да не направиме обиди да ги задржиме. Тука ги вклучувам и компаниите кои веројатно треба да препознаат квалитет. Да, веројатно некои одговорите се кријат и во вашето прашање, но треба да се изнајде или да се обезбеди простор како да се создаде квалитетна работна сила која не можете ефтино да ја купите. Се согласувам дека предолго траеше периодот каде што нудевме ефтина работна сила за странски инвестиции. Сега одеднаш нема работна сила и се соочуваме со ист проблем како и неколку држави од регионот и пошироко, каде што недостасува работна сила за обични процеси во бизнисот, во предпријатијата и така натаму. Балансот меѓу понудата и побарувачката не е моја специјалност, но може ги читаме тие анализи. Она што се бара се продава, она што се нуди е можеби поевтино од тоа што треба да се плати поскапо и поквалитетно, но тие процеси се отворени и мислам дека веќе и границите не се тука причина или не се бариера. Луѓето ќе одат таму каде што им се обезбедува подобро работно место, каде што повеќе ќе ги платат, каде што нивното семејство или нивните блиски ќе имаат поголеми шанси за напредок во повеќе аспекти. Но ќе мора и приватниот сектор тука малце похрабро, мислам, еве ја како социолог можам тоа да го кажам, во контекст на она што пред малку го зборев. Знаете, во истражување и развој во една Словенија 2/3 од инвестициите доаѓаат од приватниот сектор. Не се обезбедува само од државата. Доколку работи реалната економија или економијата која расте и бара нови инженери, менаџери, сигурно ќе расте и нивната плата или она што го примаат како надокнада, доколку се отвараат нови инвестиции каде што ќе има потреба од работни места. Веројатно менаџерите нема да бидат ефтина работна сила, но и севкупно ние во овој момент навистина е апсурдно дека се жалат предпријатијата дека не може да најдат доволно или ниту квантитативен, ниту квалитативна работна сила. Но тоа и пазарот ги регулира тие односи. Не може само државата да ги регулира, но ситуацијата во која се најдовме после еден краток период навистина е апсурдна. Во наредниот период ќе се носи законот за високо образование. Лавина на реакции имаше изминатиот период и од вашата фела, стручната, имаше отворена дебата со ректорите. Сметате ли дека овие реформи, овој нов закон може да допринесе во поквалитетен високообразовен систем или повторно ќе лутаме на принципот за едни ќе биде добар, за други лош, а при тоа ништо
подобар ќе да не биде? Па, може две-три работи да издвојам. Прашањето е навистина интересно. Прво, треба да се потврди желбата на Министерството за образование да води јавна дебата. Тоа понекогаш и не се случува. Јас сум, например, сведок на неколку системски закони за образование, каде што и немало толку голема јавна дебата, во овој момент ја имаше. Јас присуствував на 2 или 3 такви дебати и обидот беше Министерството за образование да се убеди во некои елементи од тоа. Јас не ги знам последните измени, но имаше активна јавна дебата и мислам дека беше позитивно. Што може да се промени на подобро или како до подобро образование? Значи, еве да почнем од, ќе бидам краток, УКИМ е добар универзитет, УКИМ е препознаен универзитет, УКИМ е универзитет кој може да направи и треба да направи подобар резултат. Ако ги издвоиме моментот на образование и настава од наука и истражување, тоа се две различни работи. Мислам дека УКИМ, а веројатно уште 2-3 универзитети може да постигнат добар квалитет и се гледливи по некои показатели. Но ова што го бараа новите закони, објавување на повеќе статии во меѓународно признати списанија, може да се постигне само со активна подршка на Министерството за образование. Јас работам во еден таков научен институт и нам ни треба подршка од Министерството за образование, особено во зачленувањето на некои европски истражувачки инфраструктурни конзорциуми. Но факт е дека видливоста и рангирањето на повеќето наши јавни универзитети не е добро. Во подолг период не се појавуваме на тие рангирања, тие се прецизни рангирања, независно колку се комерцијализирани базите и приватниот капитал што владее во нив, ние не котираме добро, но доколку направиме внатрешно преорганизирање, УКИМ и можеби уште 1-2 универзитети имаат капацитет да го направат тоа, но се разбира во еден подолг период со инвестиции. Имаме примери со Белградскиот универзитет, со Љубљанскиот универзитет, не е нешто недостижно, но ќе треба и професорите да поработат малку повеќе од тоа. Можеби многу политички звучеше она што го слушавме од страна на владата, на министерството, но факт е дека немаме добар резултат, факт е дека треба подобро да се работи, но факт е дека имаме 1-2-3 добри универзитети, но ни фали она екселенс во ресерчот, што го кажуваме. И таму каде што постоиме, и таму каде што нема во тие 5, 6, 7, 8 рангирања, се бара екселенс во ресерч. Значи се бара да имате извонредно истражување. За добри истражувања треба повеќе пари, повеќе финансии и во наредниот период се надеваме дека Министерството за образование ќе пронајде партнер во УКИМ и во можеби на друг универзитет да заедно седнеме и да изработиме некаков план и планирање како паметно да се употребат поголеми ресурси за финансирање. Еве ова истражување за кое зборувавме денес. Кога ние во неколку теми би можеле да истражуваме на регионално ниво, веројатно нашите статии или она што ќе го пишуваме ќе бидат повеќе признати надвор. Македонија не е интересна во научниот свет. Можеби во некои науки како медицина, како техничко-технолошки, но како општествени науки не сме многу интересни за некои таму врвни списанија, но возможно е да се публикува, возможно е да се направи развој, но ни треба подршка од Министерството за образование. Благодарам за издвоеното време и гостувањето. Ви благодарам и на мама. На крајот од ова ТВ издание, уште еднашка честит празник и убав продолжен викенд. Довидување до идниот петок во исто време.